Gjykata kushtetuese do të vendos në ndonjë seancë të ardhshme nëse do të niset procedurë sipas iniciativës së paraqitur nga Levica, e cila ka të bëjë me vlerësimin e kushtetueshmërisë së kodit zgjedhor në lidhje me reklamimin e paguar politik. Kjo ndodhi pasi gjykatësit nuk arritën të siguronin shumicën e 5 votave, gjë që do të thotë se çështja mbetet e hapur. Në debat, gjykatësi raportues Osman Kadriu tha se procedura duhet të niset sepse konsideron se ligji bën diskriminim. На помалите политички партии на дискриминаторски начин им се оневозможува фер начело во изборната кампања за сите видови на избори што ги имаме. Регулативата е штетна, противуставна и изразито непропорционална однос на можностите, правата и обврските на сите политички чинители и субјекти кои се надпреваруваат. Kryetari i gjykatës kushtetuese Darko Konstantinovski thotë se nuk ka logjik se qytetarët t'i paguajnë politikanët 4 herë nga buxheti. Со наши пари се плаќа политичка кампања на политичките партии. Не заборавајте дека има закон за финансирање на политички партии. Значи 2 пати. Завршува изборниот процес по бројот на освоени гласови повторно со наши пари. Значи 2 пати. Политиката зазема разни мести, што во позиција, што во опозиција, земаат плата, повторно буџетски пари. И на крај за уште еден абсурд за кој судов се има произнесено и тука имам поинакво мислење, завршува мандатот на политичарот апанажа. 4 пати. 4 пати граѓаните ги плаќаат политичарите. Gjykatësia Tatjana Vasic Bojaxhieva shtroi dilemë nëse duhet fare të niset procedurë për një iniciativë për të cilën gjykata tashmë është e shprehur. Треба да бидеме свесни дека со поведувањето на постапката дека де факто ќе направиме на некој начин забрана за било какво платено политичко рекламирање со оглед на тоа дека во услови кога тешко се постигнува консензус, овој состав на Уставниот суд одлучувал по истите оспорени членови и одлука е веќе донесена, а тоа е да не се повидува постапка со која што би или понатаму би се преиспитувало и значи никаков сомнеш не е изразен. Deputeti nga radhët e Levicës Amar Mecinović, derisa po zhvilloi seanca para gjykatës kushtetuese, theksoi se është e nevojshme të arrihet barazie plot gjatë zgjedhjeve. Најголемата опасност е денеска дека Уставниот суд ќе ни потврди дека може да имаме нерамноправни услови за настап на изборите. Денеска Уставниот суд можно е да го погази начелото на рамноправност на политичките субјекти и да го погази начелото на плурализмот во Република Македонија. Financimi i partive politike është pjesë e kërkesës së Levicës në ndryshimet e kodit zgjedhor.